Кавадарци беше мало градче од 4,5 до 5.000 жители. Се што се дешавало од 1941 година надолу, се е фотографирано. За Кавадарци камен мегник е водата. Кавадарци е познато дека беше најсушно место. Се сеќавам уште како дете, минував многу често покрај неговиот фотографски дуќан, бидејќи јас растев во чаршијата. Од самата своја појава, па се до денес фотографијата представува еден од најважните и најуспешните визуелни медиуми кои ја регистрираат и презентираат историската реалност на човекот. Со својата магична моќ да сведочи, таа го раскажува минатото. Фотографијата одсекогаш силно го привлекувала и воодушевувала човекот. Незината функција јасно го опишува она што некогаш било, она што некогаш постоело и се случувало, условувало фотографијата да се прифати и да се издигне како најглавен и најмеродавен сведок на минатото, како извонреден визуелен доказ кој посредува меѓу светот на сегашноста и светот на минатото. Фотографијата е таа која успешно ги поврзува сегашните генерации на луѓе со животот и околностите на своите предци и може да се рече дека таа е вистинската легитимација и идентификација на она што е наше, татковско, прадедовско. Навистина голема и широка е уметничката, костурната и историската димензија на фотографијата, бидејќи таа зборува за свет кој некогаш постоел, свет кој некогаш бил секојдневие, свет кој можеби денес го нема. Затоа незината важност за секогаш ќе остане непроменета и секогаш луѓето со голема љубопитност, интерес и воодушевување ќе го следат незиното визуелно раскажување. Човекот кој од секогаш длабоко ја ценил магичната моќ на фотографијата и кој целиот свој живот го има посветено на фотографијата и фотографската уметност е фотографот Ване Малинков Чендо од Кавадарци. Чендо, како што се нарекува во Кавадарци, е еден од постарите живи фотографи во Тиквешијата. Тој скоро 65 години активно се занимава со изработка на фотографии и во неговата релативно долга фотографска дејност со својот апарат има овековечено многу личности и настани од минатото. За нас посебно е важно тоа што Чендо уште од својата најрана младост го има следено целокупниот развој и растеж на Кавадарци. Како резултат на тоа, Чендо денес поседува многу оригинални фотографии на Кавадарци од периодот пред војната, односно од времето кога наше Кавадарци било обична мала населба. Исто така Чендо е познат на широката јавност и по својата богата фотодокументација, која брои над 1000 експонати и над 2000 негативи, кои во повеќе наврати се изложувани на разни пригоди во Кавадарци и пошироко. Завршување на четврто одделение при основното училище Димката Габерот, поранешно цар, не знам как го вика, го има. Учителката ми викна и ка ми го дава сведочанството, ми вика: Јоване,
Јас те определи да бидиш занатлија. Тоа е во времето 1936 година, на своји 11 години. И викам учителке на како занаат. Ти вика има смисла за уметнички занаат. Ние разговарахме со мајсторот кој ќе ти биде, утре ќе дојде и ти да бидеш присутен тук. И иде мајстор Тирош Картев, ми вика, од утре си кај мене на занаат определи учителката. Од ти имаш смисъл од уметнички карактер. Кога тоа се стори, цялото утрето са бајле, одам кај мајстор Тирош Картев во неговата дуќан и човекот убаво ме прими и ми кажа од денеска си занатлија. Има прописи кои што треба да се придржаваме. Треба да учиш заначијска школа. Се слагаш и се слагам. Тие беше 3 дена у неделата, учеме навечер заначијска школа. Изучуваме како треба да се послува, како треба муштеријата да се пречека, како може на власта да ги плачиме сите давачки и други законски прописи. Кај да го работе 4 години. Фана војната. Он самиот ми рече да оти. Да се спремиш, ти си добар работник, да положиш калфински испит. Аз сликам мамо, после калфинско полагање, тоа сум сликам. Тоа е 40 година и фана војната. Кога на фана војната дојде другиот мајстор од Белград, Благој Мангаров. Добар мајстор. Со него продолжи да работи. После он си отиде у Скопје, ја придружи со Ристо Митрев на тиката татко му, а бе ме виче ортаци. И јас потекнувам од едно многу широко семејство. Тоа се познати 5 браќа кои се чинјават една заедница, фамилиарна заедница. Тоа сега тако нешто не постои и тешко се разбира. У тоа семејство постои фотографска дејност, интересување, луѓе кои се бавеле специјално. Има еден двојца кои се врзани па многу со Ване, кој што тој занает го однив прима и он става мајстор благодарение на нив. Ме интерес на фотографите беше портретната фотографија. Портретна најшто е ваквите, у ателието. Фамилиарните слики. Сега тоа го не. Фамилиарни слики, да речем, на Велик, на Божич, со фамилиите, свадбите, разбираш, дома, на улица. Разбираш, тие сите тогаш се слика. Одеме по селото, на граница, граничарите, у Бор, таму одеме, у Мрежичко, дек што е седишто, финансерите, сите тие ми ги сликаме со мајстор. И едно време, малку ни беше тоа, отидохме и у Ниготин. Не побара како добри мајстори. Отидохме у Пирава, отидохме у Джевджеви со него, имахме мотор. Целата таа работа. Али најповеќе сликаше Еснафот. Еснафот беше главниот муштерија на фотографите кои што постојаат тогаш. Кога идат изборите, дали се општински или се републички, југословенски, ние ги сликахме манифестациите. Да речеме, манифестација и говори тогаш такви беа. Не го давајте афијанот без пари на плачкашите, на корупција, сега што ја викат.
Не го давате златото на Македонија, тоа е тутунот. Луѓето слуша и сите грезерви на афиенот, од кавадаци, вие мислики јас, така вика луѓето, една топка афија да чува за добри денови. Добри денови нешто, свадби, крштенки, веселби, слави. Кавадарци беше мало градче од 4,5 до 5.000 жители. Ние половина бееме своje. Ко одехме, да речеме, по слави, мајки ми и татко ми ќе не заберат сите од најблиските. Првен и главен, вујкот. После се баќите на татко ми, батучеите на татко ми, сестрите на татко ми, разбираш, тамо се обавезно. А тие имаа сите различни слави. Кавадарци беше поделено. Беговите беа кај реката. Петирон, овој наш беше висен. Али кога е бајра, тамо се. Кога е велик, тук се. Турците беа поенслави. Ние, да речеме, у нашата красапница, тате не закла свинско месо. Се до тоа, до 32 година, кога се изсели првата група. Си отидох у Стамбул, а што е, некој ќе ме прашаш, зошто си отидох у Стамбул? Му викат на дедо ми. Дедо Димко, не бива. 6 девојчињи имам, дека да имаш, зар засјан или че имаш? Имам пари, ќе продавам се тука. Си одам у Стамбул. Кавадарци познато беше стара турска касаба, турска. Се со стари објекти, без план, ништо од новото. Тоа се што е у Кавадарци, тоа е се ново. Скоро се ново. Ништо не можеше да се држи, макар и имаше ред објекти кои се многу ретки, али кои што не може да се санират и да се задржат као така. Тоа е период кога Кавадарци доби еден полет. Полет за да се од касаба од 5000 становника се разви во градче кој што има урбанистички елементи, али кој има веќе зголемување на населението. Се што се дешавало од 41 година надолу, се е фотографирано. Се е фотографирано. Јас ги има фотографиите и земјотресот кога беше 31 година. Од мојот мајстор сликари. Сликата дни постоje, кога реката Луда Мара направи големи, тука има слика. Која година тоа? 36 година. Тоа јас као отиду на занајат, се сеќам као сега, мостот го лулаше вака, а ние на мостот, како ваши треножни, и ја сликаме реката како ја влече општината. Тие се моменти. Страшни дождови. Луда Мара е име Турено, што е многу одамна. Патописците имат напишано, она е да те чуе од Бунарч, од таму и да ти е порови. Али Бунарч сега ги спречи езерото. Катастрофата на Ридот, градот, што загинаа 8 души. Сликани се. Првото е сликано, друго не може да сликаш. Не може да си извадат и тоа беше една трагедија. Така на Кавадарци. Што викаме ние, знамењата беа спуштени на половина копле. Една жалост од сите изгубените и стока и човеци. Ой, ти
Инфраструктура вода има само една чешма, имаше идея на чаршијата. Тешо е споменикот. И бунари, кои што, за жалост, слушам, ако не беа тие бунари, че морахме да изцркне за вода. Тоа е Пендескиот бунар, Црквенскиот бунар, Анастасовскиот бунар, преко реката бунарите на бреговите не пуштаа да лине. Али после со ова градбата наша се направи еден голем злочин, половина од бунарите се направија септички јами. Тоа никој не го знае и тоа општинско собрание наш, кога дојде Ивче за председател, стрикно ги забрани тогаш и да не се прават, затоа што од подземните води и експертите да доа кажаа, таа не е стоја, тука стоја дури долу, на друго место. Таму е зараза. И тогаш почна да се размислува за водоводот. За првиот водовод. Првиот водовод... За Моклишки. Моклишки. Тој се размислуваше за Бошевици. За Кавадарци камен медник е водата. Кавадарци е познато дека беше најсушно место. Толку сушно да оно не можеше да обезбеди елементарни потреби од вода за тоа население што го има. Тоа што значи елементарни? Сем да се задоволат, што се вика минимум чашки вода да се напие денеска и да се забришат очите, друго ништо. Кавадарци, например, немаше повечко вода, него што даваа тие 4-5 или 6 чешми јавни, чии што извориште беа у Ваташе, у целото Ваташе или над целото Ваташе, не Моклишки води, него Кавадаречки. Иако се настојавало секој да се реши тоа прашање. И у Кралска Југославија тоа бил проблем број 1. Оти Кавадарци живееше со неколку изворчиња што ги имаше уз реката, овие извори у Ваташ што ги викаме со тие што ги хранеше овие 4-5 јавни чешми, кои што половина запнати, половина такви, толку беше капацитетот на тоа. Тоа беа тие и плюс 200 бунари. Толку Кавадарци имаше. Али тие 200 бунара за пиење беа само 20, околу 20, и тие бунари, ако се експлоатират, а мора се експлоатира за тоа што луѓето ги трпат, па ќе ги чекаш да се наполнат, па после пак да ги трпиш. И тоа беше проблем број 1, сите генерации околу тоа беа и на сите му беше најголемата желба да се реши тие проблем на водата. И е правени се многу големи напори да се тоа реши. Например, последниот знак дека што е правено тие напор да биде решен, тоа се каптажите на Моклишките води. И таму не е завршен, иако е почнат у стара кралска Југославија, нити за време на бугарската окупација. Тек со ослободување на градот, тоа е тие проблеми скинат. И тоа под најхитно што можеше, тоа ги водата е доведена со железни цевки од Моклишка, заврши се каптажите и пуштини. Али пуштини се пак као водовод од 9 литра у секунда. Тоа е пак многу минимум. Пак јавни чешми. Сега не се 4-5, сега се појаки, посилни, али се 10. Благодарение на инвестицијата на Фени, начело со директор Джуце и неговата компанија, го пронајдоа лукар. Имаше трзање дали да се гради, дали не скапува вода, али се изгради за една година. Тоа е рекорд. И тоа е чиста вода. Водот изградбата, тоа беше на една оператива на Пелагонија голема. Цеките иде од Куманово,
добра бригада, затоа се појави едно земјиште тврдо на Витечот. Кај Страго, таму некаде мислам, мораш да се минира, да може да се тура цевката. Али големиот ентузијазам на луѓето, жедни за вода, и почна да полека, секој полека. Како се донесе осветлението, се угаси моторот и донесува линија осветление и секој се вклучи. И че го спомнам покојниот Диме Боев, го прашам му, викам, Диме, јас одам у Софија, има ли материјали некој да земам од таму? Има, пано, во Илкути има. Блажо видев, што има и оваа книгата сега. И ја почнувам со тара. И ја и од тука и собира. Најповечко имаше у Ваташа, каде што е дојден Гоце Делчев, фамилии, како што е фамилијата на Васил Пачаджиев, на други линденци од Ваташа. Ги барав тие стики. И луѓето ми ги дава. Ја ги чував. У албумот, кога отиду у Бугарија, еден крушевски војвода му дадо едно шише рекија од, ако сте виделе Комицката, или беше сликан лав, почна да бакнуе. Стар веќе ви 90 години. Ми се најжи коста кога гледав таа драма. Не знаете каков јунак имате вие у Кавадарци. Ајде пукна пушка, вочик на оддаја, ајде голудари. Тој јунак над јунаци заедно били у некоја чета на Добри Даскалов, на Пеш Самарчиев, на Петар Јуруков, Перо Канчев, убаво ги спомнуе тие тука. И ми ја даде човекот и сликата на убиен Јане Сандански. 15 март. Оригинална ли така? Оригинална ева тука. Че види, че и сликаме тие сите. И сликите, речеме, од чета на Јане Сандански. Таму е Мишо Шкартер, четник. Таму е четниците кои Гоце Делчев го принесили на Вардар. Вардар беше голем тогаш. На Темир Капија да го доведат тој од Чемерско човек. И Подгорика Коло. Тука се Ефендијата, Пеш Самарџијата, Ванчите Джиджијата, разбираш, Пачот, така наречен, и од Куманичева исто на Боро Џелев така. Значајно за нас е тоа дека во Кавадарци е практично формирана првиот огранок или првиот месен комитет на оваа организација. После Солунската е формиран првиот во Кавадарци. Ја формира Даме Груев во средината на месец јули 1894 година и при низеното формирање учествуваат Јованче Велков, Иванче Минчев, Јаначи Чурчиев Илиев, Пани Иванов, тогаш главен учител во Кавадарци. Така да од тука практично почнува и тоа револуционерно движење во Кавадарци. Понатаму почеток на формирање на првите револуционерни чети. Формирање на револуционерната чета на првиот тиквешки војвода, тоа е Крсто Николов, Бугаријата, представа на неговата револуционерна чета. Понатаму вториот тиквешки војвода, легендарниот Петар Христоф Јуруков, кој што доаѓа во Кавадарци 1902 година и се бори како тиквешки војвода се до крајот на 1904 година. Беа представени голем број чети, како што беа четата на Пешо Самарџиев, портрети негови, четата на
Тиквешкиот војвода Добри Даскалов, четата на Лазар Мишев, Ботев, на Ристо Гуве и така натаму. По разгромот, односно по задушување на Илинденското восстание, сепак револуционерното движење во Тиквешијата не престанува, тој понатаму продолжува преку исто така овие чети, представени се поголем број нивни борби, представени се учеството на нашите револуционери на неколку револуционерни конгреси, како што е подвижниот Прилепски конгрес, како што е Рилскиот конгрес, учество на наши револуционери во тоа време формирање веќе на нови партии, како што е Народната федеративна партија, во чие учество, во чие формирање, во чиј нејзин централен комитет учествува и нашиот војвода Добри Даскалов заедно со уште еден наш тиквешанец, војводата Дончо Лазаров со Итиријата. Се сеќавам уште како дете, бинував многу често покрај неговиот фотографски дуќан, бидејќи јас растев во чаршијата. Освен тоа, неговиот мајстор Мангарот имаше еден син, се викаше Пане, беше мој врсник и основното училиште го учевме заедно. Така, често пати свраќавме таму, гледавме слики. Но и покрај тоа, што сум помлад од мајсторот релативно, за него знам многу и за него може со цели часови да се зборува, со оглед на тоа што тој го има оставено зад себе. Откако Мангарот си замина за Загреб, таму и неговиот син си замина, мајсторот Кендо остана речиси единствен мајстор во Кавадарци и Кавадарци тогаш се уште како Паланка, како мало градче, речиси немаше човек што не беше сликан од мајсторот. Па и кога стапува во бракови, брачните парови исто така одеа и се слика, може да речем, единствено кај мајсторот Кендо, иако имаше уште неколку мина други фотографи во градот. Го знам и го познавам. Ја мислам дека и јас чувствувам дека е привилегија што сме пријатели и за мене, не знам колку е за него привилегија што е мој пријател, али мислам дека се покажа како многу пробивен фотограф, бидејќи он има снимано инсерти и настани и луѓе и од времето кога тоа не беше така лесно да се снима. Кога не беа достапни ни партизаните, ни илегалците, затоа што посебно на Тиквешкиот простор заблееше една окупаторска стравовлада, така да ја наречам, многу тешка и ризична, и тој ризикуваше, али морам да кажам дека он е и активен учесник во народно-ослободителната борба и војна. Според тоа, он и на еден специфичен начин, ја малце на попрост начин учествувах као војник, али он и као од позиција на својата пасија, така да го наречам, од својата уметност и успеа да долови некои документи кои се единствени као такви. Мислам, така ги ценат луѓето и историчарите, ги ценат како раритетни, како изузетно единствени од нашиот простор, поготово и така натаму. Истовремено гледам таа пасија, оно што го знам ја, видејќи некои документаристика негова и ја имам користено од времењата на Илинден, он со својата уметност многу успешно ги поврзува тие наши историски времења. Илинденското со НОБ, Народно-ослободителната борба и Национално-ослободителната борба и војна, па мислам и повоеното време го следи Кавадар, нарочно градот го следи во повоеното време и неговиот развој, и тука дури нема што ни да се додаде, ни да се одземе од тоа. Може некои покомпетентни од мене ќе имат и некоја покритична нота за тоа, али јас сум многу задоволен што е баш така и што е баш он тој.
може да се рече оти 40 година беше преломна и во друг смисъл. Во смисъл на нас, другарите, а посебно на него, да се вклучиме и во, така да наречам, покретот за тоа народно-ослободително движење во Македонија. У тоа време он сите тие наши излети, изложби, што се мислам излети на другарите, до Моклиште, игранки што правеме како другари со тоа време, не знам, Блажо Жегата, у Ваня Масларков дома, он ги увековуваше со фотографии. А таки фотографии, предпоставам да и денеска ги чува, он како тие. Една последна карактеристична фотографија е една излет наш на другарите во Моклиште, кај што е одрже предавање Блаже Златев, а он има таа увековечено таму, во тоа има сигурно во албумот, таа фотографија, така да останува како документ, како да се знае оти што практично работел и што се овековечувало тоа како преку фотографиите. То целото време он го посвети исклучиво на фотографијата. Како што и денеска е на стари години, тој исто го чине. Дадени се на изложбата представени сите партизански единици кои што испадна или чие што јадро беше партизанскиот одред Добри Даскалов, од кој што покасно помина или прерасна во поголеми партизански единици, како што се да речеме баталионот Страшо Пинчур, вториот баталион, вториот Тиквешки баталион на трета оперативна зона, понатаму втората македонска ударна бригада, една од најславните партизански единици кај нас, формирањето на другите бригади, како што беа 9-та, 10-та, 11-та бригада и на крајот формирањето на првата македонска дивизија во близина или во селото Шешков на 25 август 1944 година. И на крајот се дадени представи на наши борци кои што учествуваат во завршните операции. Има поголем број фотографии кои што ете мајстор ги зачувал и успеал да ги собере на нашите единици кои што учествуваат во завршните операции на ослободување на Македонија и во завршни операции на ослободување на Југославија, како што беа борбите на Сремскиот фронт, односно единиците кои што учествува во тие борби, во кои што имаше голем број кавадарчани. Формирањето на првиот тиквешки партизански одред Добри Даскалов, кој го носи името по легендарниот тиквешки војвода Добри Даскалов, низ фотографии на панорами на села кај што се извршени првите акции на овој одред, понатаму портрети на жртвите кои што паднале при акциите на партизанскиот одред, бидејќи непријателот не успева да го со организираните акции да го уништи одредот, целиот свој бес го истура врз голоракото население, дадени се представи на се она, на сите оние жртви кои што паднали, односно жртви на фашистичкиот терор, кои што фашистичкиот окупатор ги има нанесено во Тиквешијата, како во градот Кавадарци, така и во околните села. Јас само би спомнал неколку од нив, тоа се убиствата на родителите на партизаните во селото Шивец, стрелањето на невини жртви во близина на селото Фариш и како круна на сите овие зверства е стрелањето на 12 ваташки деца на 16 јуни 1943 година. Држи ова фотографија, гледајќи ги моите блиски другари, ваташките деца, тешко ми е што овака ја гледам на оваа фотографија, али ми е драго што ги сачував нивните оригинални снимци кои се сликаа пред нивното убиство. Во мојата раѓна
дојдоа сите да се фотографираат портрет. И јас тоа го учим и до ден денеска ги чувам нивните негативи. Ја не би сакал да зборувам за тие ликови, тоа сега ќе не останат во нашите сеќавања како храбри и млади момчиња од возраст од 17-19 години у својот најубав живот. Спомен собата во село Бојанчиште, која што исто така ја изготвивме во соработка со мајсторот Ваня Малинков Чендо. Ова исто така значајна изложба, која што представува на некој начин и спомен соба на Тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов, исто така представува една поголема, грандиозна изложба од околу 250 фотографии, на кои што за прв пат се представени портрети на сите партизански, односно на сите борци од партизанскиот одред Добри Даскалов, кои што се нашле во моментот на формирање на одредот и кои што покасно се приклучувале се до формирањето на поголемата партизанска единица, односно баталјонот Страшо Пинџур. Исто така и тука се дадени жртвите на низ портрети, представени се жртвите на одредот, сите негови позначајни акции, направена една голема карта на која што со шематски приказ со помош на фотографии се дадени сите значајни акции кои што ги има извршено партизанскиот одред Добри Даскалов.